инспирирани од нешто за што се пишуваше изминатите неколку дена, една убава иницијатива на Битолската гимназија и иницијатива која што се повеќе училишта ја прифаќаат широм Македонија, иницијативата за одстранување или одложување на мобилните телефони од страна на учениците и наставниците за време на наставата и се разбира за време во наставата во училиштата. Додека трае часот, се играат игри, се допишуваат со другарите, се сликаат, се снимаат, ова го прават учениците додека се на настава и не се санкционирани не се сконцентрирани на материјата и не може да се санкционираат од страна на наставниците. Некои наставници и професори умеат да се справат со оваа појава, но нивните колеги не можат. Психолозите пак се настават, употребата на телефони на училиште треба да биде лимитирана, а за време на наставата недозволена во интерес на правилникот и правилниот психофизички развој на децата. Иначе, француската влада пред повеќе од една година им забрани на учениците да користат мобилни телефони во основните и во средните училишта. На децата им е дозволено да ги носат своите телефони на училиште, но не смеат да ги користат за време на паузите. Иначе Франција не е единствената држава во која што е забранета употребата на телефони во училиштата. Во 2016 година го направи тоа израелската влада, а истото и 2018 го направи и австралиската влада. Забрана за употреба има и во некои училишта во Канада, како и во Соединетите американски држави. Ја спомнавме гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, оние информации кои што ги имаме и гимназијата Јосип Броз Тито во Скопје, истата иницијатива ја има, така што рековме се повеќе училишта ја имаат оваа иницијатива и ги забрануваат користењето на мобилните телефони, поточно одлагање на телефоните на одредено место додека трае наставата. И на учениците и се разбира на наставниците. Па решивме да прашаме оние кои што се актуелни изминатава недела, да се чуеме и видиме со директорката на гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, господјата Лидија Споа. Добро утро. Добро утро, поздрав од Битола. Благодариме, поздрав и од Скопје и од студиото на утринската на Телма. Ви благодариме што се вклучивте ово утро и што ќе позборуваме, се разбира, на оваа тема. Прилично актуелни сте изминатава недела, се пишуваше по многу портали, верувам убаво разбрани, но оваа иницијатива не е од сега, од оваа учебна година, него се разбира ја имате малку поодамна, па малку да ни објасните што значи нели иницијативата за забрана на користење на мобилните телефони за време на наставата, како ја изгласавте, се разбира наидовте веројатно на отпор кај учениците, но каков беше ставот на родителите кога спомнавте на родителските? Па видете вака, значи во правилникот за однесување на ученици, не само гимназијата, верувам и во останатите училишта, стои дел каде што пишува дека не е дозволено користењето на мобилни телефони за време на час. Не е нешто ново кое што се применува во нашето училиште, меѓутоа досега ги остава на катедра, на одредено место, немавме некоја посебна форма на згрижување на телефоните. Кутиите ги направивме со цел да биде едно убаво место за чување со означени бројчиња. Тука секако дека наставникот треба да го остави прв мобилниот телефон и секој ученик на одредено бројче како што е во дневникот. Секако дека може да ги користат на малите и големите одмори. Одлуката на наставнички совет само даде една поголема тежина на целата ова ситуација, која што покажување на учениците, верувајте, ова учениците го бараја. Посебно минатата година сами признаваат и кажуваат: професори, да веќе сме зависни од телефоните, не можеме да се концентрираме, дури дома по цели викенди остануваме на мобилни телефони, не излегуваме, ги одлагаме излегувањата, ја одлагаме комуникацијата со другарите, ве молиме, направете нешто. Родителите и тоа како ја поздравуваат ова одлука. Секако дека ова втора недела се применува, задолжително да мора да ги остават телефоните. Можам да кажем дека навистина има ефект и успех. Тоа го споделуваат и наставниците и учениците. Секако дека има и ученици кои што првите неколку денови правеа отпор, досадно ќе ни биде, некакви такви изговори. Меѓутоа сега истите тие ученици кажуваат дека, еве ќе споделам,
почнав да ја разбирам физиката откако го оставив телефонот во кутијата, зашто секое посегнување по телефонот, дали од чантата или од катедрата, нив навистина им го одвлекува вниманието. И сметаме дека ќе останеме доследни и достојни и ќе биде ова една убава навика, колку барем малку од малку да ги оттргнеме учениците од мобилните телефони. Секако и штетното зрачење. А дали може би се оди понатаму, се разбира, полека, веројатно мора сето тоа полека да биде, и потполно да се забрани носење телефон во училиште. Затоа што не само што го одвлекува вниманието во наставата, едноставно на оние големи одмори и паузи се снимаат најразлични видеа, најразлични глупости, така да се изразиме, вирални стануваат по социјалните мрежи, кои што па и не даваат добра слика за она што се случува во самото училиште, во училниците, тоалетите, дворовите и така натаму. За сега планираме да биде на овој начин, да ги користат на одморите. До сега не сме имале некакви, како што кажувате, глупости, не дај Боже. Морам да споделам дека учениците ни се навистина и прекрасни во оваа гимназија, не сме имале некои такви видеа. Така да, зошто да не од идната учебна година. Меѓутоа, сепак живееме во нови времења, им треба телефонот и самите родители кажуваат колку што не сакаат да го користат за време на часовите, па и сакаат за време на одморите да се слушнат со нивните деца. Некои имат и потреба да го направат од најразлични причини. Да, има ситуации каде што нели има навистина потреба, во тие ситуации тие ги ставаме на страна, но дали самиот коментар на родителите дава погрешна слика за установата, во смисла па да го проверам детето дали е добро, па дали тоа значи дека во училиштето не е сигурно и дека детето не може да биде добро? Не, тие не сакаат да се слушнат да го проверат детето дали е добро. Едноставно може би да споделат нешто, да се договорат за, не знам, тренинг, спремање или заради такви ситници семејни. Значи не дека училиштето не е безбедно место, тие знаат дека децата им се во добри раце. Па токму, додека се на училиште. Токму и за тоа зборуваме, дека телефоните може би не се толку неопходни во ситуации каде што треба да бидат дел од училишната настава, нели? Затоа што таму треба едноставно да внимаваат на она што наставникот го предава. Може би ни се наметна малку повеќе, нели, телефоните, таблетите за време на пандемијата, кога, нели, и мораше малку повеќе во наставата да се вметне, нели, дигитализација за да се изучува наставниот програм, но веројатно тоа остана и малку повеќе ни се наметна уредите во наставата. Некои земји, да речеме, еве во Шведска, се враќаат на основите, како што стигаат информациите од таму. Постои движење во образовниот систем на земјата која нагласува аналогната технологија, како што се вистинските книги и пишувањето со рака, со цел да се постигне поефикасно учење. Вашиот став околу ова? Хартијата е магична. Така е. Хартијата си е хартија. Не се согласувам со никаква дигитализација и тоа и наставниот кадар не го прифаќа. Децата воопшто. Така е. Добро, како реагираат родителите? Сепак тие се оние кои што од дома нормално треба да превземат нешто, да ги посоветуваат своите ученици и нели заедно со вас да влијаат околу потребата на уредите телефоните, но за жал сме сведоци многу ситуации има каде што самите ученици имаат поскапи смарт уреди од самите родители. Како кај вас нели реагираат конкретно родителите на цела оваа иницијатива? Дали имаше некој кој што ето се бунеа и викаат па зошто моето дете да нема телефон? Не, како што кажев, огромна поддршка добивме од родителите. Дури некој даваа предлози како што кажавте и вие, целосно да им ги одземиме до крајот на денот, но сега да започнеме на овој начин. Така е. Да видиме како ќе реагираат. Полека се прават промените. Така треба, да. Полека и сложно и се повеќе се разбира, а според она што го имаме како информација и нормално повеќе училишта веќе се приклучуваат на оваа иницијатива. Ве издвоивме вас, нели, од причина што изминатава недела бевте актуелни, но да споменеме дека нели многу повеќе училишта исто така имаат ваква слична иницијатива каде што се одлагаат мобилните на страна додека трае наставата и верувам дека сето тоа успешно ќе помине
до крајот и на ова и следните учебни години. Дека мобилните нема да бидат пречка учениците да научат во училиштето. Ви благодарам, навистина ми беше драго, чест, ви посакувам успешни иницијативи и се разбира многу успешни нови генерации во вашето училиште. Ви благодарам и вас за поканата. По секое време тука ви стоиме на располагање. Благодариме.